Војната војна нема да ни донесе само економски проблеми. Таа целосно ќе го промени светот. Ќе го смени распоредот на силите, ќе има нови геостратешки поместувања и слично. Освен САД, поместувања ќе има кај Русија, Кина, Индија, Латинска Америка и најважно кај нас ќе има поместување во Европа. Иако сега делува дека Европската унија е безгласна буква, с едина страна и немо гледа што ќе се случи, очигледно е дека во европските центри се размислува како понатаму. Едно во што сите се согласуваат е дека е потребно сега, пред било кога да се покаже единство. Не само единство, туку и проширување на своето влијание. Тоа најлесно може да се постигне со проширување. Со влез на Украина, Исланд и пред се Балканот, кој во моментов, иако е важна транспортна рута, сепак останува како слепо црево. Со проширувањето тоа би се спречило. Но не со проширување за десетина години, туку што побрзо, веќе од 2007. И затоа не случајно се појавува фамозната идеја членство без право на глас. Да се разбереме, официјална одлука за такво нешто нема. Да, постои концепт за постепена интеграција, но не и така наречена втора класа за членство. Доказ за тоа нели е изјавата на евроамбасадор Рокас. Но токму поради геополитичката криза со Иран, се отвараат вратите ваквата идеја да се оствари. Не заради Македонија, не заради Балканот, туку главната цел е јасна – Украина. Ако на оваа привремена форма на интеграција, како и да е крстат, го опфаќа и влезот на Македонија во единствениот пазар, кој меѓу другото носи и слобода на движење на луѓе, стоки, услуги и капитал, тогаш таа понуда треба да се зграпчи, да се прифати без размислување и Македонија како држава треба да биде во групата на држави што ќе притискаат таа да се оствари, а не да се слушаат дипломатски неписмени ликови од типот на Жерновски и други зачадени глави од опозицијските редови. Затоа што замислете ние да одбиеме Украина, Црнагора и Албанија да бидат ставени на брза лента и влезат во ЕУ, па макар и со членство од втора класа. Дури тогаш Македонија останува сама, изолирана, вистинско слепо црево. Тогаш ќе видиме што значи притисок за уставни измени и ново вето од Бугарија.